Ги повикал своите 3 сина и им дал на сите по една кеса со пари. Прошетете и светот, побарајте си ја среќата. Оно што ќе ми го донесе најсладкиот плод, ќе го добие сиот мој имот. Поздравиле синовите со татка си и тргнале по 3 различни страни. 3 години тие се вратиле дома. Донесовте ли најсладките плодови? Сладкиот плод, татко, е грозје, затоа јас ти донесов по ден грозд, бело и црно грозје. Убаво, сине. А ти? Какво ми донесе? Тате, јас ти донесов плод кој не расте кај нас. Кој е тој плод, сине, што не расте овде? Банана, тате. А ти, сине, што ми донесе? Каков плод? Татко, јас се враќам со празни раце, бидејќи вистинските плодови се во срцето и во главата. Синко, ти ја заслужуваш вистинската награда, бидејќи поубави плодови од љубовта и знаењето нема. Биле двајца пријатели, едниот му позајми веленце на другиот пријател. Ти да ми го поземиш веленцето, ладно ми е. Повели пријателе, се разбира. Фала. И ништо. Дали ти у повеленцето топло ти е? Арно, фала што ми го даде. Колку добар човек, гледа што направи, му го даде веленцето на пријателот за да се стопли. Браво, честен човек. Пријатели, јас остана без палто. Пријатели, гледате, јас му го дадов палтото за да се стопли, а јас остана без палто. Лауда ти е, браво! Браво. Лауда ти е, браво! Гледаш, Блазе, тебе што имаш ваков пријател, да може да ти го даде кебенцето. Да. Лауда ти е, пријателе. Гледаш, пријателе, дали гледаш? Да не бев јас, ти ќе замрзнеше. Ама ме, пријателе, еве ти го веленцето. Па ни веленце, а ни твоето пријателство не ми треба. Сам од твоите фалби, веќе ми здобдеа, само се фалиш. Па подобро ќе смрзнам, него ти вака да те слушам кај што се фалиш само. Не ми треба ни твоето пријателство, ни твоето веленце. Пријателе, дали ви го дај појде? Браво! Во ова време не е ни добро човек да направи туго нешто. Види го Каро како си ужива. Че и кафе. А ти копај. Морене, јас сум решил цар да се сторам и од сега царски работи ќе си работам. Ајде да.
дали да дава за мене, и ти ако кандисуваш, па да се заниме. Само да знаеш, свадба не е. Знам. Зашто голем трошок е. Ке наминам јас вечер, тоест не. Ако те пушти, само дојди. Арно, да дојдам сам. Да. И еднаш да јадам треба. Така да, си разбрала за това. Еми, Арно, можам, оти да не можам, мајде, ќе го прашам, па ќе видим. Ајде, се здрави. Да се вратим. Јадење е нужно. Оган никако. Чаја ако ти се пие, ќе одиш ке комшите. Отбор на водата никако. Само одначеш. Само наче, зато боса. Арно. Сача, опинци. Арно, разбрав, че нема да се татко на кафе може да дојде? Не, со тие валкани опинци, туку кога сакаш ти, кај не го можеш. Еми, Арно, јас ќе одам. Така, ојде, јас натичам. Со здравје. Така ќе направам. Ајде, со здраве. Жено, мори, кој комши со... Не се комшиите, ние сме. Што е ова, мори, домакинке? Питулици. Питулици? И ќе влезе. Нели рече дека леп нема да јадиш? Ами ова не е леп питулици, ќе влезе. Леле, готово, умирам. Оти да Готово, умирам. Со ваква невеста... си питулици. Не, бега, ќе умрам. И види, поп, никако, клисарот ќе го видиш, поевтино е така. На гробишта, никако, тука во двор. Ами, готово чума. Полека домакине, ево, една тепсија за тебе, една тепсија за мене, една за татко. Леле, чекај. Секој ден така, една тепсија. Ајде те молам, кажи дека нема тоа поче да ми го правиш. Ама како така? Една тепсија за тебе, една тепсија за татко, една за мене. Леле, готов сум, ајде оди бега. Ама ако умреш ти, у 100 тепсии ќе направам. Не. За цело село да... Не, добро, готово, оздрави. Ја. Прави питулици, чоражи масло. Прва троши. Прави како што ти биде, една за мене, една за тебе, една за тебе. И можеш да го видиш татко ти. Ја.